Македонските и српските истражни органи соработуваат за да се докаже поврзаноста на уапсените и фирмите со дозволи за медицински канабис. Се испитува дали запленетата марихуана тешка 5 тони во Србија потекнува токму од фирмите во Македонија, од кои беа одземени 40 тони. Се собираат докази, а се сослушуваат и сведоци, соопштиат обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Во насока на целосно утврдување на фактите и околностите, предметниот обвинител е во комуникација со обвинителството за организиран криминал на Република Србија, а со цел размена на информации од значење за постапката, што ќе помогнат да се утврди евентуална поврзаност на двата случаи и потеклото на марихуаната. Воедно, јавниот обвинител од македонското обвинителство презема и други действија согласно своите законски надлежности, вклучително и сослушување лица во својство на сведоци со цел прибирање докази и факти релевантни за постапката. Обвинителите велат дека континуирано преземаат активности во соработка со МВР и Комисијата за одобрување на одгледување на канабис за медицински цели во рамките на Министерството за здравство. Сомнежите се дека Скопската Алфа Фарм и струмичката CBD Медплант, од кој беше запленета околу 40 тони марихуана и шишиња недоработено масло од канабис, не ги почитувале посебните стандарди за поседување, производство, набавка и отуѓување. Владата на утрешната седница треба да донесе одлука што ќе им ги отвори вратите на истражителите во околу 60 на фирми за одгледување на марихуана за медицински цели. Очекувањата на премиерот Мицкоски се дека ќе бидат запленети уште намалку 60 или вкупно 100 тони марихуана. Тој откри дека цветовите од канабис биле тврдо пресувани и такви не може да се користат за производство за масло за медицински цели, а дали тоа се правило со умисла или друга цел, истрагата треба да даде одговор. Истрагата се прошири до македонските фирми откако во Србија беше уапсен Иван Драгнич, кој се јавува како косопственик во скопската фирма. Струмичката CBD Медплант е во сопственост на Христијан Котев, чиј татко во периодот кога отвориле фирмата бил претседател на органокот на СДСМ во Ново село.